Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Во ова издание ке гледате. Macron popušta. Je considère que moi, les préconditions que j'avais posées, si les résultats sont positifs et que la confiance est établie, nous devons pouvoir être en situation d'ouvrir ensuite les négociations. Во Брисел оптимизам, Nastojat ćemo da se o tome donesu odluke u ožujku. владата воздржана. We cannot allow ourselves to be happy before it happens. Една година по трагедијата кај Ласкарци. Да се преквалификува во кривично дело убиство. По патиштата во Македонија 1,5 пат повеќе жртви од просекот во Европската Унија. Каква и да ставиме ние еластична ограда, доколку вие возите 200, ние не можеме тоа да го спречиме да биде безбеден патот. Владата ја унапреди транспарентноста, но За разлика од македонската, хрватската влада на својата веб страна, освен дневниот ред и записник од седницата, објавува и аудио и видео записи. Ова беше најава, сториите се по кратка пауза. Гледате 360 степени. Во земјава усвојувањето на законот за јавното обвинителство ги засили политичките конфронтации, а во Брисел и во други главни градови на ЕУ треба да ги засили аргументите зошто Северна Македонија наскоро треба да ги почне преговорите за членство со Унијата. Се повеќе европски представници зборуваат за одлука пред самитот во Загреб, предвиден за почетокот на мај. По систем на исклучување се доаѓа до заклучок дека тоа би значело одлука кон крајот на март, зашто пред мај тогаш се одржува единствениот редовен состанок на Европскиот совет. Од македонската влада се воздржани, велат искуството од претходните самити не учи дека не смееме да бидеме среќни пред тоа да се случи. Владимир Мирчевски. Го поништувам гласањето и устојте во тој. Констатиравме дека законот е донесен. во Скопје, Ставивме уште еден темел на неселективна правда и на правосудство кое гарантира одговорност и казнивост за секој кој што го прекршил законот. Денот го завршуваат со закон за спас на криминалот на Заев, за спас на неговите соработници и слуги. И тоа донесен на незаконски начин. во Брисел, We managed to adopt the last remaining piece of legislation that removes all doubts in terms of our case, the lone public prosecutor. They have done a new important step on the reforms about the law of the public prosecutor, which shows the will of doing anything they have to do in order to have an European perspective. дали носењето на законот за обвинителство на вистина е вовед во одлука за почеток на преговори во март по фијаското во октомври. Différencier, réversible, plus clair. Францускиот претседател Емануел Макрон изминатиот викенд на Минхенската безбедносна конференција се обиде да ја демистифицира својата одлука од октомври, кога побара прво реформа во пристапувањето, па потоа одлука за преговори со Скопје и Тирана. Now that the European Commission has revised its methodology for EU enlargement, this is about the Balkans, will France lift its veto on beginning accession talks with North Macedonia and Albania? If so, when? Question mark. Premier point, si vous m'autorisez, je récuse le terme de veto français. Non, je sais bien, monsieur l'ambassadeur. Je récuse le terme parce que je salue le grand courage qui consiste à se cacher derrière la France quand il y a des désaccords, mais je peux vous dire que plusieurs États étaient contre l'ouverture de négociations avec la Macédoine du Nord et l'Albanie, et j'ajoute à ça qu'une partie non négligeable d'États était de toute façon contre l'ouverture de toute négociation avec l'Albanie. Et que je pense qu'une erreur funeste eût été de découpler les deux sujets et de n'ouvrir la négociation qu'avec la Macédoine du Nord. Ова беше појаснувањето на Макрон за октомври, а во директниот одговор на прашањето што сега по новата методологија, што беше негово барање, францускиот претседател ги потврди сигналите дека Париз го менува курсот.
Ça, la Commission a fait un remarquable travail, je la remercie, je la salue. Et donc, cette précondition est levée. Maintenant, moi je suis aussi rigoureux. On est toujours très rigoureux entre nous quand il s'agit des rapports de commission sur tel ou tel sujet budgétaire. Dans le processus, on attend tous un rapport de la Commission au mois de mars, sur les deux pays. Donc, nous devons voir ce que la Commission va dire sur l'état des avancées attendues en Albanie et en Macédoine du Nord sur les sujets. Et en fonction de ça, je considère que moi, les préconditions que j'avais posées, si les résultats sont positifs et que la confiance est établie, nous devons pouvoir être en situation d'ouvrir ensuite les négociations. Позитивниот тон во настапот на Макрон во Минхен се рефлектираше на синоќешниот состанок во Брисел меѓу врвот на Унијата и земјите од Западен Балкан. Се зборува за одлука за почеток на преговори пред самитот во Загреб, закажан за почетокот на мај, под услов извештаите на комисијата за двете држави да бидат позитивни. We want also to pave the way for North Macedonia and Albania to start the accession talks with the European Union, if possible, before the Zagreb summit. For the summit itself, we are preparing an investment package by the Commission, and I hope very much that the Council will give now green light for this prospect. По состанокот, хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ, чија земја е актуелен председавач со Советот на Европската Унија, излезе со уште пооптимистички изјава. Во едно идеално сценарио, тој зборува за одлука во март. Ono što je najvažnije, za naš sastanak u Zagrebu želimo prije toga riješiti ovo otvaranje pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Nastojat ćemo da se o tome donesu odluke u ožujku. Mislim da komisija ide u jako dobrom smjeru i sa novom metodologijom pregovora, ali i sa izvješćem koji će uslijediti o konkretnim elementima napretka ove dvije zemlje. Povrh toga želimo da komisija izađe sa snažnim ekonomskim investicijskim paketom za zemlje jugoistoka Europe, koji bi također bio prezentiran u Zagrebu. I look forward for the European Council in March. It should be an endorsement of the debate which is supposed to be happening before that at the level of the General Affairs Council. Состанокот на Советот за општи работи за кој зборува хрватскиот премиер е закажан за 24 март. Ако одлуката на министерско ниво е позитивна, неа формално ќе треба да ја потврдат шефовите на држави и влади 2 дена подоцна на состанокот на Европскиот совет. Do you see a green light in March for North Macedonia and Albania? Based on what you said. Look, I think I can't speak on behalf of both, although I argue for both. I think we have to make it. If none makes it, I think it's going to be very difficult to say that there is a door. So we have to have a success. And for my country, after waiting for so many generations, 15 years a candidate country, 11 years since the first recommendation to start talks, it was always the dispute over the name. We resolved it. We have a very good case on the reform agenda at home. And I think not to say yes, not to give green light for North Macedonia in March is essentially to say we don't have a policy on the region. On a region that is in the midst of the European Union. Откако Македонија на 2 пати се изгоре во проценките и очекувањата, прво во јуни, па во октомври минатата година, сега изјавите на владините представници се внимателни и воздржани. I think after the experience of several of the last European Council sessions, I think we cannot allow ourselves to be happy before it happens. We need to work, we need to push, and I think this is an opportunity that also the EU should seize, because we don't have too many opportunities for success today in Europe or the world. Помина една година од најтешката сообраќајна несреќа што ја памети државава. Тоа кобно попладне минатиот февруари автобус на Дурмотур се излета од автопатот Скопје-Тетово кај селото Ласкарци. 16 животи изгасна, уште 38 лица беа повредени. Нашиот Хекура на Кифи се врати на местото на трагедијата и разговараше и со настраданите и нивните семејства, и со оние што помогнаа билансот на жртви да не биде уште потрагичен.
Една година подоцна, погодените се помирени со фактот дека загубите се ненадоместливи, но не се откажуваат од една работа – правда. E mërkur, 13 shkurt 2019. Rreth orës 17 arritën raportet e para të gazetarëve se në autostradën Shkup-Tetov një autobus ka dal nga rruga. Shpejt u bë e qartë se ndërmjet udhëtarëve në linjën e rregullt Shkup-Gostivar të Durrës ka numër të madh të viktimave. Fillimisht 14, deri në fund të muajit mars, bilanci i të vdekurve u rrit në 16. Беше много искрен, много борбен и много храбър и правичен. Да бараше само вистината на секое поле. Jeta asnjëherë nuk do të jetë e njëjtë as për një pjesë të madhe të mbijetuarve, nga të cilët 38 ishin të lënduar. Bon një vit nga gjëra tragjike, unë edhe në këtë moment ende jam në pushim mjekësor që nuk e mjaft për punë. Për fatkeqësinë u akuzuan 6 persona, pronari, shoferi dhe 4 të punësuar në Durrës. Një vit më vonë, askush nuk është gjykuar si fajtor. Fundi i ditës së parë të punës këtë javë në Shkup. Pjesa më e madhe të punësuarve në kryeqytet tani më janë në shtëpi. Por për qindra, rruga sapo fillon. Njëra prej linjave të autobusit e cila më së shumti u konvenon gostivarasve, niset nga Shkupi në orën 16:15. Kjo është koha e njëjtë dhe linja e njëjtë e Durrës, e cila përfundoi me tragjedi para një viti. Autobusi është plot që në stacionin e autobusave në Shkup. Ndalet edhe në disa vende para se të dalë nga Shkupi. Gjithçka duket sikur në këtë linjë dhe me këtë transportues të mos ketë ndodhur ndonjë aksident i rënd. Nuk ka as shikime kurrishtare kur autobusi kalon në Laskarc. Por Laskarca asnjëherë nuk do të harrohet nga ato që vuajtën në atë vend dhe ato që ishin atje. Për gjithë banorët tonë, se me vërtet ishte një rast shumë i rëndë ku na preki të gjithëve. Ku ne ishim këtu në këtë vend ku jemi sot. Ishim mes shumë njerëzve që sot që Zotit janë shëndoshë rahat jam mes këtyre. Nuk do të harrohet asnjëherë, ishte ditëzi për të gjithë. Shpëtimtarët dhe viktimat u mblodhën të njëjtën e kaluar para se të zbardhë dita në marshin për kujtimor deri në Gostivar. Në mesin e tyre edhe Mersel Neziri. I kujtohet si është ngjitur në autobusin e Durrës. Kujtimin tjetër e ka nga spitali. Kanë qenë vërtet një familje madhe që kena këtu bashkë sa vite. Është një humbje madhe për qytetin e Gostivarit. Inshallah nuk përsëritet kurrë dhe besojmë se së shpejti edhe do të dalin edhe shkaku edhe fajtarët edhe drejtësia më pak. Jo vetëm që nuk i ka harruar, Lulzim Dalipi ende i ngjen lëndimet. Në këtë moment ende jam në pushim mjekësor që nuk e mjaft për punë. Për fat keq një vit kanë kalu edhe nuk kemi një epilog përfundimtar. Shpresojmë që të zbardhet e drejta dhe të fajtorët kryesorë të marrin dënimin që e meritojnë për këtë ngjarje. Ideja e mbledhjes ishte të lënduarit dhe familjet e viktimave të arrin nga Laskarca në destinacionin e fundit në Gostivar, në orën 17:30, kur edhe linja e kofshme duhet të arrinte në shtëpi. Mendoj se është një simbolik shumë e mirë, në gëzon fakti që shumica e familjarëve të njerëzve të cilët e humbën jetën, 16 njerëzve të cilët e humbën jetën atë mbasdite apo atë natë, sot janë këtu dhe zbashku do të hecim këtë rrugë deri në Gostivar. Në Gostivar ndërkohë e takuan familjen Avromovski. Djali i tyre Bobani, i cili ishte student i modës dhe dizajnit, ishte fëmia i tyre i vetëm. За него Македония и може би Балканот беше мал, се стремеше на много по-високи работи. Изработуваше якна, за која што му требаше може би по 5-6 сата дневно и повеќе да седи, посветено да работи. Црташе, креираше, само ноќе кога имаше идеи. Значи беше много искрен,
многу борбен и многу храбар и правичен. Ја бараше само вистината на секое поле. Sikur se Bobani që gjithmonë ka kërkuar të vërtetën dhe drejtësinë, kështu edhe prindërit e tij tani insistojnë në të. Përmes procesit gjyqësor për aksidentin në Laskarc. Едно од вештачењата, мислам дека беше од Машинскиот факултет, стои, меѓу другото, дека ова превозно средство го дефинира превозно средство со наведените технички карактеристики што ги испитале тие, воопшто не смело да учествува во јавен сообраќај. Воопшто не смело да биде пуштено, значи во сообраќаен промет. И сега прашање дали станува збор овде за возило или станува збор за некое друго средство, општо опасно средство. Сега да не кажам, не возел компири или некоја друга роба, возел луѓе. Од тој аспект, значи, сите тие елементи воопшто до сега не се земени во предвид и таа е една од причините што не сме задоволни од досегашното водење на постапка. Gjykimi për aksidentin në Laskarc bëhet në gjykatën penale të Shkupit. 6 persona janë në bankën e të akuzuarve. Pronari Durmo Turs, Durmish Beluli, shoferi Manojl Trifunovski dhe shefi i parkut të automjeteve Remzi Miftari akuzohen për vepra të rënda kundër sigurisë dhe pronave të njerëzve në komunikacion. 3 punonjësit e tjerë të kompanisë akuzohen për bashkëpjesëmarrje. Në akt akuzën dhe ekspertizë deri më tani kanë përjashtuar që shoferi mund të ketë qenë i sëmur ose të ketë bërë edhe diçka tjetër gjatë aksidentit. Елиминирахме спиење за време на згодата и употреба на мобилен телефон. Tezën që prokuroria po përpiqet të dëshmoj është se autobusi po ngiste më shpejt se sa lejohej dhe se ky nuk ishte i vetmi shkak i aksidentit. Autobusi kishte një pajisje për manipulimin e shpejtësisë. E kaloi kontrollin teknik me frena me defekt në stacionin e kontrollit teknik në pronësi të pronarit të Durmo Turs. Me akt akuzën dhe procesin, familjarët e viktimave janë të pakënaqur. Ata kërkojnë që të akuzuarve të gjykohet për vepër tjetër penale. Ние не се согласуваме со делото сообраќајна незгода, казниво по член 300, туку предлагаме да овој кривично правен настан, кај што ги загубиме нашите најблиски, да се преквалификува во кривично дело убиство, согласно член 123 од Кривичниот законник, затоа што самото кривично дело убиство подразбира, значи, секое действие со кое се предизвикува смрт на друг. Mbrojtja, të paktën për disa nga të akuzuarit, është më e shumë se me përvojë. Kohët e fundit, avokati i shefit të parkut të automjeteve, Remzi Miftari, është Marko Zvërlevski, i cili ishte prokuror publik shtetëror para Ljubomir Jovevskit. 360 gradë kërkoi, por nuk pati mundësi të flasë me të akuzuarin e parë në këtë rast, ose me mbrojtjen e tij. Gjykimi aktualisht është në fazën e dhënies së provave. Deri më tani janë mbajtur rreth 10 seanca gjyqësore. Gjykimi i radhës është më 19 shkurt. Është herë të parashikohet kur rasti do të marrë epilogun e tij përpara gjykatës së shkallës së parë. Të gjithë të prekurit shpresojnë që deri në përvjetorin e dytë të Laskarcës t'i marrin përgjigjet. Kush është fajtor për tragjedinë në Laskarc, që mori 16 jetë dhe rrezikoi 10 të tjerë. Кога е во прашање безбедноста на патиштата, во очите на Европската Унија, Македонија е само добар ученик, со просечна оценка 3 на скалата од 1 до 5. Ова е резултат на повеќе фактори: квалитетот на асфалтот, хоризонталната и вертикалната сигнализација, банкините. Последица, меѓу другото, е црниот биланс кој покажува дека земјава има за 1,5 пати поголем број на жртви на патиштата на милион жители, споредено со просекот во Европската Унија. Како треба за да биде подобро? Петар Клинчарски. На патишта не се гине само во земјава, но во Македонија, за разлика од ЕУ, нема систем што покажува каде и зошто има најмногу несреки.
Јавното предпријатие во задржани патишта има интерес во спроведување на тој када систем. Без таков систем тешко може да се подобри домашниот црн биланс од 75 загинати годишно на милион жители, што е 1,5 пат повеќе од европскиот просек. Првиот следен чекор кон помалку жртви, велат од владата, е формирање на агенција за безбедност на патиштата. Ова е тело исклучиво кое што ќе се занимава со делот на мерки кои што ќе бидат превземени се со цел да овие бројки вие кои што ги спомнавте бидат драстично намалени. Според квалитетот и условите, патиштата во земјава се оценети со тројка согласно европска формула. Има ли такви делници на македонските 14.410 километри јавни патишта, што ја заслужуваат највисоката оценка 5. Автопатот Демиркапија Смоквица води до и од најстарата членка на ЕУ на Балканот, Грција. Придавката европски не ја носи само затоа што е коридор кој го поврзува овој дел на Европа, туку и поради стандардите по кои е изграден. Енергетски ефикасно осветлување, системи за вентилација и за гасење пожар во тунелите се само дел од вградените содржини. Сообраќајот се следи со видеонадзор, а покрај патот има SOS телефони кои се поврзани со диспечерски центар заради аларм во случај на незгода. Ова е контролниот центар во Неготино кој беше предуслов да се изгради за да се пушти во употреба автопатот Демиркапија Смоквица, кој е финансиран со европски пари. Од тука, преку видеонадзор, се следи сообраќајот во тунелите. Состојбата во тунелите на делницата Демиркапија Смоквица може да се следи и во контролниот центар во Петровец. Планот е тој да стане главен во земјава и од него да се следат сите битни клучки и патни делници во државата, Миладиновци Штип, Кичево Охрид, коридорите 8 и 10. Нивната функција е да ги алармираат и веднаш наши екипи од јавното предпријатие, односно наши колеги од контролниот центар, во соработка со противпожарната, како и полицијата, се упатуваат на лице место каде што го обезбедуваат теренот и допринесуваат да не се десат поголеми проблеми во однос на тоа место каде што е сообраќајната незгода. Главната причина што автопатот Демиркапија Смоквица влезе во системот за надзор и реакција по европски терк е тоа што беше финансиран со европски пари, па донаторот ги постави правилата на игра. За останатите делници, надзорот е во различна фаза на реализација, а тоа не е единствениот механизам што треба да се преслика од ЕУ. Тетовецот Елвир Мустафаи, за кого јавноста неодамна дозна дека е првиот ревизор за безбедност на патишта во земјава, вели дека за безбеден пат мора да се мисли многу однапред и на многу други елементи. Тоа значи контрола врз основа на безбедност на сообраќајот, се прегледуваат општата состојба на патот и патната околина и сигнализација. Тоа се врши во векот на траење на патот, значи после употреба. А има и Road Safety Audit, тоа што е ревизија од аспект на безбедност на сообраќајот, што е во составна директивата 2008/96 од Комисијата за Европска унија, која вели дека секој пат што припаѓа во ТЕМ коридори, значи транспортна европска мрежа, пример коридорот 10 и 8 Македонија и другите државни патишта што се автопатишта, тие треба обавезно да имат Road Safety Audit. Одговорот на прашањето зошто се потребни сите тие инспекции и ревизии е едноставен. Европското искуство вели дека 5 до 20% од несреќите се случуваат поради квалитетот на самиот пат. Во реалноста, тоа се ненадоместливи загуби за поединци и за семејства, но и големи штети за целото општество во директна материјална штета и трошоци за лекување на повредените. Зема на пример некои европски земји од 1 до 3 милиони евра би коштало економски така речено една загуба на една човечко лице. Еден од чекорите кон патишта какви што со децении бараат возачите во земјата, а во случај на старт на преговори ќе ги бара и ЕУ, е така наречено скенирање. Јавното предпријатие Државни патишта од 2018 година веќе го има софтверот наречен RAM систем, кој собира податоци за безбедноста на патната мрежа.
Ризик мапата пак, која ја покажува компјутерската програма, вели дека македонските патишта имаат просечна оценка од 3 звезди, од можни 5. За некои од постарите автопатски делници да добијат звездичка плюс, а со тоа да го зголеми и националниот просек, ќе треба, например, да добие нови заштитни огради, подобра сигнализација, нов асфалт или барем затворање на дупките. Дел од потребната реконструкција за коридорите 8 и 10 ќе се плати со пари од ЕУ. Остатокот ќе се финансира од домашниот буџет. Планот на државни патишта за годинава е да се санираат околу 1200 километри патишта. Најголемиот дел не се реконструирани 30 години, иако по стандардите би требало тоа да се прави на секои 10 до 13 години. Иако можеби во своето проектирање не биле третирани со еластична ограда, според европски стандард, сега се прават тие измени за да бидат изградени исто така и вертикалната сигнализација. Веќе ги применуваме целата вертикална сигнализација на ново изградените патишта или реконструирани и рехабилитирани. Со тоа се заложуваме за што повеќе ќе ги применуваме овие европски стандарди за да се зголеми безбедноста на сообраќајот на патиштата. Но патиштата како инфраструктура не се единствената причина за сообраќајни незгоди. Инсталираните мерачи на брзина покажуваат дека е потребна и промена на свеста. Например, лани во септември на Скопската обиколница поминале околу 443.000 возила. Над максимално дозволените 120 км на час возеле дури 50.000 автомобили, камиони, автобуси или еден од 10 возачи. Државата може да направи многу работи за безбедност на патишта. Но совеста кај учесниците во сообраќајот дефинитивно мора да се промени. Каква и да ставиме ние еластична ограда, колку и да ги исчистиме патиштата, доколку вие возите 200 или доколку отворите прозорот и фрлате цели кесиња со ѓубриња, ние не можеме тоа да го спречиме да биде безбеден патот или да биде чист патот. Сепак, крајниот апел е до учесниците во сообраќајот. А податоците се за цела држава слични. Што поради патиштата, што поради возачките навики, што поради возниот парк, смртноста на македонските патишта одскокнува од европскиот просек. Последните достапни податоци од 2015 до 2019 година покажуваат дека во просек гинат 150 луѓе годишно или 75 загинати на милион жители секоја година. На ниво на ЕУ, просекот во истиот период е 49 жртви на милион жители. Када се името на системот кој функционира во ЕУ, а во земјава се уште не е ставен во примена. Ова е дата база која што би била поврзана со Министерството на внатрешни работи, каде што ние претходно имаме веќе податоци за патот. И кога тоа ќе се надгради со податоците од Министерството на внатрешни работи за број на случаи сообраќајни несреќа на одредена точка, ќе добиеме евидентно дека се работи за црна точка, така наречена црна точка. Тогаш веќе може да се пристапи директно кон изработка на техничка документација и имплементирање на тие мерки кои што треба да се спроведат за да се подобри безбедноста на сообраќајот на одредена делница. Но МВР тврди дека доставува детални годишни податоци за сообраќајните несреќи со сите параметри: ден, локација, причини. За спроведување на КАДАС системот прашавме, но не добивме директен одговор. Нашето законодавство во голема мера е усогласено со директивите на европското законодавство, а кај дел од прописите се работи на нивно усогласување. Vision Zero или во превод Визија 0 е документ на Европската комисија кој цели да нема загинати од сообраќајни незгоди на европските патишта до 2050 година. По Македонската национална стратегија за транспорт, целта е до 2030 година бројот на загинати на патиштата да се намали за 50%. Дали е тоа остварливо? Рано е да се прогнозира, но факт е дека и во претходната стратегија 2015-2020 година беше предвидено намалување на жртвите кое не се постигна како цел. Министерот за транспорт Горан Сугаревски тврди дека токму поради тоа ќе се формира Агенција за безбедност на патиштата.
бројни мерки се предвидени, секако тоа треба да се формира, значи треба да се види финансирањето на тоа тело, да се видат ресурсите, капацитетите, луѓе колку сте потребни. Не е ова тело за да се формира некоја си нова агенција. Тоа сакам да го објаснам. Значи ова е тело исклучиво кое што ќе се занимава со делот на мерки кои што ќе бидат превземени се со цел да овие бројки вие кои што ги спомнавте бидат драстично намалени и да дојде до европскиот просек на не дај Боже на загинати. Значи бидејќи навистина ситуацијата е таква и ние мора покрај реконструкцијата, рехабилитацијата и изградбата на патишта да работиме на вакви мерки се со цел да го намалиме бројот на жртвите во сообраќајни несреќи. Иако Северна Македонија се уште не е обврзана да ги применува европските стандарди за безбедност на патиштата, како земјите членки на Унијата, сепак домашните институции ги спроведуваат, што само иницијативно, што со европска помош. За новите патни проекти веќе се наметнуваат европските стандарди, а старите се адаптираат на нив. Колку ќе чини тоа? Па, што е поскапо од еден човечки живот? Овој став на власта, доправа, треба да се покаже на дело. Поголема транспарентност е една од работите со кои може да се пофали владата на СДСМ, зашто не би имало многу приговори ни од најголемите противници. За разлика од предходната влада, кога портпаролите по институциите фигурираа само на хартија и најчесто никој од властодржците не одговараше на телефонските повици на новинарите, а уште помалку се изложуваше на тешки прашања, сега состојбата е поинаква. Што значи ова во регионални рамки? За ова издание Антонио Крстевски ги спореди количината и квалитетот на информации достапни на владините интернет страници во земјава, во Србија и во Хрватска и еве до какви заклучоци дојде. Според речникот на Кембридж, транспарентност е збор за карактеристика на нешто што е лесно да се види. Во политичка смисла, терминот означува леснотија да се види што прават оние кои се на власт. Ако граѓаните и вие медиумите не контролират, може секој да забега и на крајот да не се повторат работи од минатото, за кои што ниту ние, ниту граѓаните ги очекуваат да се случат. До пред само 4 години, за доверливи документи се смета и дневните редови за владините седници. Сега тоа се јавни документи. Актуелната влада направи обид да се отвори и за други информации. Денеска владата пред граѓаните и пред вас, медиумите, ќе ги презентира износите и причините за трошењето на парите од буџетски средства за службени потреби. Но, додека владата несомнено сега нуди повеќе информации за незината работа од порано, дали е тоа доволно? Добре дојдовте во владата на Република Северна Македонија, редовна пресконференција. Денес ќе ви информираме за точките кои беа предмет на вчерасната владина седница. Оваа слика во земјава веќе стана вообичаена и за новинарите и за заинтересираната јавност. По секоја владина седница, портпаролот на владата информира за одлуките и одговара на поставените прашања. Настанот може да се следи и во живо, од дома. На компјутер може да се најдат и други информации за владините седници, што ќе има на дневниот ред на следната седница или записник за тоа кои одлуки се донесени или не се донесени на претходните седници. Споредено со претходно, кога и дневниот ред на владините седници беше класифицирана информација, лесно се доаѓа до заклучок дека сега владата е потранспарентна. Но поглед само во регионот вели дека може уште подобро. Otvaram 206. sjednicu Vlade Republike Hrvatske. Molim da najprije usvojimo dnevni red. Tko je za? Zahvaljujem. Konstatiram da smo ga prihvatili. За разлика од македонската, хрватската влада на својата веб страна освен дневниот ред и записник од седницата, објавува и аудио и видео записи. Во нив се и дискусиите кои се водат по одредени закони, кадровски или други прашања. Така јавноста може да слушне дали има различни мислења меѓу министрите или коалицијските партнери во власта и како гласале по одредени прашања. Хрватската јавност и новинари сепак не се целосно задоволни, бидејќи тамошната влада има така наречен затворен дел на седницата за која се објавува само кратко соопштение, а не видео и аудио материјал. Po meni je, dakle, ovaj dio sa zatvorenog dijela sjednice vlade je dosta problematičan, pogotovo u dijelu gdje se sve teme koje se tiču Evropske unije
i stajališta Republike Hrvatske u bilo kojem tijelu Europske unije, to se proglašava tajnom i tu jednostavno vlada kaže da to ne može komunicirati sa hrvatskom javnosti. Mislim da je to jako veliki problem i da to dodatno daje, to jest pruža euroskepticima razlog da kritiziraju vladu. За искусниот новинар Френки Лаушич голем недостаток на актуелната хрватска влада, кога е во прашање транспарентноста, е отпорот да се одговори на одредено прашање што не и оди во полза. Ako vladi nije u interesu da se odgovori na to pitanje, onda će odugovlačiti koliko god može i tek ako se pritisak medija jako pojača ili ako novinar sudskim putem ishoduje da dobije odgovor, tek tada će dobiti odgovor. Споредено со Македонија и Хрватска, најмногу причини да критикува има јавноста во Србија. Тамошната влада во делот резервиран за владините седници, освен предлог законите и одлуките кои се усвојуваат, не споделува друг податок. Така, го нема ниту дневниот ред и записниците како во Македонија, а не пак аудио или видео записи како во Хрватска. Новинарот Слободан Ѓоргиев од Бирн, Србија, вели дека количината на информации на интернет не се единствениот индикатор за неволноста на српската влада да биде транспарентна. Po mom uverenju oni to ne rade, a potvrdu za to možemo naći i u broju zahteva koju novinari i građani svake godine upućuju vladi i različitim ministarstvima, što se može naći u izveštajima poverenika za pristup informacijama od javnog značaja. Dakle, to je ogroman broj zahteva i veliki broj zahteva na koji vlada zapravo nikad ne odgovara. Tako da je ona daleko od tog stepena transparentnosti koji je zapravo zagovarala. А освен за владините одлуки во Србија нема детални информации за трошоците на функционерите. Ne postoji takva vrsta aplikacije, postoje budžeti koji se objavljuju, ali realni podaci o tome, o načinu na koji ministarstva i javna preduzeća i druge vladine agencije troše novac zapravo ne postoji i sve što novinari i drugi građani mogu da rade jeste da pošalju zahteve trezoru na koje se po pravilu ne odgovara baš tako brzo, tako da u zbiru takve aplikacije nema. Транспарентноста на владите во регионот веќе четврта година следат и во невладината метаморфозис, во партнерство со организации од Црна Гора, Србија, Босна и Херцеговина, Косово и Албанија. Според нивниот индекс, македонската влада исполнува 78% од потребните услови за да биде целосно отворена, со што е втора во регионот, веднаш за Црна Гора. Следуваат Албанија, Србија и Косово, а најслаба оценка на ова поле има Босна и Херцеговина. Според нашите истражувања Мила Јосифовска од Метаморфозис вели дека позицијата на Македонија на листата е крева алатката за отчетост на функционерите, но забележува дека ажурирање на трошоците не е направено од мај минатата година. Кога веќе сме ја превземале оваа улога и оваа одговорност да ги отвориме тие информации постојано мора да се ажурираат. Тоа исто така важи и за новите функционери кои доаѓаат на позиција и нивните податоци треба да се внесат и постојано, дали на месечно или на квартално ниво, ќе треба да се известува за тие трошоци. Ако не продолжат алатките за транспарентност, кои самата македонска влада си ги постави како задача, за очекување дека земјава нема да напредува со индексот на транспарентност на Метаморфозис, но уште поважно, медиумите и граѓаните ќе загубат дел од механизмите за контрола на властите. Не менувајте го каналот, по паузата е саботажата. Иако помина, сепак тие денови според некој непознат собраниски календар се уште во тек. Веројатно никогаш нема ни да престанат бидејќи тој храм, кој нагалено го викаат на демократијата, уште многу одамна, се тврди дека е завладеан од некои демонски сили, па е сосема нормално таму постојано да се функционира како да е тој период. Народот наш за такви денови кои што висат, кои што се во воздух, има еден назив, вика некрстени денови. Ова се тие некрстени денови. Показател дека постојат надприродни моќи кои доминираат во салата е веројатно ехото кое се слуша од кој би поверувал дека некој може, веднаш по првиот, од истото место, да ги слушне
истите зборови. Во православието, во христијанството, има еден период кога има некрстени денови. И така има некои посебни обичаи и обреди кои треба да се почитуваат. Се разбира, ниту еден од обичаите или обредите не се почитува, ама не затоа што не се сака, туку затоа што не само што не може да се утврди кои денови се, туку ниту дали е ноќ, дали е ден, дали е утро или црна темнина. Се уште сум под негативните впечатоци од доцна во ноќта, синоќа, она што забајле од денеска, извинете, обично, кај нас за денес се вика од кога ќе се раздени, но тоа е тоа. Независно во кој период од денот е, отсуството на спознание за тоа во кое време се живее, навистина влијае врз концентрацијата, па наместо како што се очекува да бидат сосредоточени, тие што сакаат да им се раздени, изумуваат кому треба да му се стемни. Сакам да го прашам техничкиот министер Оливер. Вистинска среќа е што сето ова се одвиваше под будното око на јавноста. Пипометрите експлодирале. Вакво нешто никогаш не било забележано. 2 милиони гледачи имаше скошти македонската телевизија. 2 милиони гледачи прв пат се случило до 4 часот да ја гледаат вашата брука. И на крајот, кога ќе се помисли дека е математичка брука да се хиперболизира ваква калкулација во земја во која живеат не повеќе од 1,5 милион, од кои најмалку 300.000 се деца, се доаѓа до изворот од кој се црпат бројките за публиката, ама само потенцијална, оти тоа е план за следната десетолетка. 1 милион африканци. И Македонија ќе се вика тогаш Македонија Етиопија. Колку што нема 1 милион, уште 1 милион. И тоа е договорено до 2030 година тоа да се направи. Не може со сигурност да се тврди што ќе се случи по 10 години. Ама и повеќе од јасно дека и според собранискиот календар завршија некрстените денови. Следува доба на најпонизно молење, но не за да се спасат душите, туку за пак да се стаса до можноста да се проживее уште барем еден некрстен ден. Толку во 360 степени во ова издание. Во меѓувреме следете не на веб страницата 360stepeni.mk. Пријатно до петок во 22 часот. На Алсат следуваат вести.